Одлука на Paper Mill, работниците до април ќе бидат на принуден одмор, а компанијата ќе им исплаќа 70% од платата. До тогаш фабриката нема да работи, а менаџментот и собствениците ќе бараат начин за рестартирање на производството. Беше исклучително важно да го решиме статусот на вработените. Тие не доаѓаа на работа, а досега исплаќавме цела плата. Искрено се надеваме дека ќе ги рестартираме процесите на рециклажа на хартија и производство и сакаме и важно ни е да ги задржиме овие луѓе. Успеавме и во текот на целата ковид криза да не отпуштиме вработени, а од друга страна во нашите развојни планови предвидуваме изголемување на човечките ресурси во фабриката за 30%. Очекуваме соработка со сите чинители со цел што поскоро да продолжиме со работа. Изјави Јулијан Даскалов, генерален директор на Paper Mill од Кочани. Минатата недела управата на Paper Mill донесе одлука да го прекине производството на неопределено време по решението на Инспекторатот за животна средина, со кое на фабриката и беше наложено користење исклучиво на метан. Paper Mill е компанија со доминантна бугарска собственичка структура. Во Кочани е присутна од 2016 година, кога менаџментот откупи дел од некогашна целулоза. Досега во модернизација на производството се вложени 7 милиони евра, но фабриката е посочувана како еден од најголемите загадувачи на воздухот во Кочани.